Почитувани сограѓани, денес на продолжението од 20-тата седница на Советот на општина Прилеп е донесена уште една штетна одлука за граѓаните на општина Прилеп. Велам штетна, зошто? Затоа што со одлуката за воведување на цена за пречистителната станица за одводни води од 17,35 денари по метар кубен, со ова граѓаните ќе добиваат повисоки сметки за вода од досегашните. Во текот на расправата директорот ме исправи, не било за 100%, ќе бидело некаде за 50% повисоки сметките за вода од оние кои досега ги плаќаа. Но јас ќе кажам овој пат уште нешто. Градоначалникот Илија Јовановски во предизборната кампања, неколку пати укажувавме, го ветуваше токму ова. 20% пониски сметки за вода. Ова ветување од градоначалникот никогаш не се исполни. Ке кажам дека ова е лага и лажно ветување до граѓаните, односно граѓаните на општина Прилеп се излажани од градоначалникот Илија Јовановски. На почетокот на оваа година цената за вода беше оставена иста, 26,22 денари по метар кубен, но беше за 76 денари поскапена, покачена цената за отпадните води за фекалната канализација од 3 денари на 5,28 денари. Со тоа дополнително беа зголемени трошоците, односно повисоки беа сметките за вода што ги добиваа граѓаните досега. Со оваа денешна одлука за 17,35 денари по метар кубен да плаќаат граѓаните за пречистителната станица, односно за одводната вода која ќе користи пречистителната станица да ќе пречистува, е дополнително оптоварување на семејствата во Прилеп. Или, конкретно да кажам, во средства. Ако досега едно просечно семејство плаќало од прилика 500 денари сметка за вода, сега ќе плаќа некаде околу 800 денари, што би дошло некаде за околу 60 до 70% повисоки сметки за вода. Кој е вашиот предлог за да не се оптовари буџетот на семејствата? Вака. Ние како советничка група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија имавме предлог за ова и баравме и минатиот пат кога беше ставено како точка на дневен ред на 20-тата седница, баравме одложување и да го разгледаме ова заеднички, општината, јавното комунално претпријатие Водовод и канализација, дали е возможно субвенционирање од страна на општината или владата на работата на прочистителната станица за да не бидат оптеретени граѓаните на општина Прилеп со дополнително повисоки сметки. Денеска ова беше одбијано од страна на советниците на Социјалдемократскиот сојуз и со оваа одлука граѓаните ќе плаќаат, уште еднаш повторувам, многу повисоки сметки за 17,35 денари по метар кубен. И од прилика, ако некое семејство троши некаде околу 15 кубни метри вода месечно, можете да пресметате дека тоа би дошло некаде повеќе од 250 денари, околу 300 денари со се вклучено ДДВ. Така да, значително зголемување на сметките за вода, уште еднаш ќе напоменам, што беше предизборно главно ветување на градоначалникот Јовановски дека ќе ги намали сметките за вода за 20%. Дали вие како советничка група на наредна седница на Совет би донесле некаков предлог за субвенционирање на оваа сметка за вода која што ќе дојде веќе наредната година? И колку е тоа законски издржано? Дали можете како советничка група, дали постои таква можност и што би презеле вие во иднина, зборувам за 2019? Ние како советничка група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата, бидејќи сме опозиција и сме помал број на советници, не сме мнозинство, не можеме да ја донесеме, можеме да предложиме. Ние и денеска предлагавме да ги видиме сите можности, бидејќи сметаме дека не се исцрпени сите можности за да одлучиме дали во моментов да се донеси ваква одлука за воведување на цена од 17,35 денари по метар кубен за пречистителната станица, односно одводните води. Ние предлагавме дали општината, бидејќи знаеме дека општината е во добра финансиска состојба, нема поголеми долгови, од прилика пресметавме, направивме една
наша калкулација дека може да си го дозволи општината субвенционирањето на работата на пречистителната станица. Според вас има некаква тенденција во ова што се инсистира да се зголеми и ете што се одби вашиот предлог да субвенционира општината или Апсолутно дека има тенденција. Ние и во разгледувањето на извештајот, на тромесечниот извештај на јавното предпријатие Водовод и канализација, кажавме со тоа што се зголемени 10-кратно средствата за ангажирање на сезонски или не знам какви работници во споредба со минатата година, тоа е доказ дека и ова зголемување на цената на сметката на водата, и ова е потврда на нашето тврдење дека сето се работи за вдомување на партиски послушници, членови, активисти на Социјалдемократскиот сојуз во јавните предпријатија. Во овој момент, одговорно тврдам, дека во пречистителната станица се ангажирани некаде околу 25-26 лица. А самиот директор во елаборирањето ни кажа дека во една општина Струмица работела пречистителната станица која била, за волја на вистината, некаде за дупло помала, со помал капацитет, биле ангажирани 5 лица. Ако е нашава, значи дупло поголема, би требало 10 до 12 лица да се доволни. Во моментов имаме таму ангажирани 20 до 26 лица. Колку се тие потребни, јас стварно не знам. Стручните служби од предпријатието си знаат, но уште еднаш ќе кажам, ова сето е за вработување на партиски послушници.